Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате 20 години од ослободување на Тетовското кале за време на конфликтот. Лекарите советуваат граѓаните навреме да побараат медицинска помош и алергиите соодветно да се третираат. Тетовецот Јован Дамјановски наскоро со публиката ќе сподели свое ново дело. Дваесет години од конфликтот во 2001 година во кој македонските безбедносни сили по неколку дневни борби го ослободиле Тетовското кале од припадниците на УЧК. Од партијата Достоинство повикуваат на продолжување на процесот на помирување. Се одбележуваат 20 години од конфликтот во 2001 во кој припадниците на македонските безбедносни сили по неколку дневни борби го вратија под контрола Тетовското кале, кое на 14 март беше запоседнато од страна на УЧК. Председателот на Достоинство Стојанче Ангелов потенцираше дека не смеат да се заборават македонските бранители, кои што ја бранеа татковината за време на конфликтот. На денешен ден пред точно 20 години беше ослободено Тетовското кале, односно припадниците на безбедносните сили ги заземаа позициите на кои што дотогаш 10 дена претходно се наоѓаа припадниците од УЧК. Ова е прва ваква чиста воена победа на припадниците на безбедносните сили, кога со една сериозна воено-полициска комбинирана акција преку дводневни битки калето беше исчистено од припадниците на УЧК. Бев еден од оние кои што со првата група се искачи на калето како тогашен командант во посебната полициска единица. Она што го затекнавме овде можам лично да посведочам. Затекнавме неколку тешки митрлези со голем калибар, со кои што врз нас беше отворен огон претходниот период. Затекнавме многу автоматско оружје, рачни фрлачи на гранати, рачни бомби и останата воена опрема. Државата има обврски да се грижи за брнителите, но и за семејствата на загинатите брнители, како и за семејствата и за самите војни инвалиди. Од Достоинство повикуваат на продолжување на процесот на помирување. Целта на одбележување на овој ден не е да се шири омраза, туку сите заедно да се сеќаваме на конфликтот и да се потрудиме никогаш да не се повтори такво зло, бидејќи мирот е благосостојба на сите граѓани, истакна Ангелов. Како Достоинство повикуваме на продолжување на процесот на помирување, особено помеѓу непосредните учесници, а тоа се припадниците на македонските безбедносни сили, односно популарно наречени брнители и ветераните од УЧК. Процес кој што мора да биде заокружен со целосно помирување, бидејќи Македонија е наша заедничка татковина на сите македонски граѓани, без разлика на нивната верска, етничка, политичка или било каква друга определба. Ангелов ја осуди најавената блокада на петтиот пакет економски мерки и повика да не се користи реторика со етничка нетрпеливост, како и да не се користат навредливи и провокативни скандирања при одржување протести. Алергиите на полен кои се многу чести меѓу луѓето започнуваат во овој период од годината. Лекарите советуваат граѓаните навреме да побараат медицинска помош и алергиите соодветно да се третираат, за да не дојде до посериозни последици по здравието. Пролетта и будењето на природата носат позитивни и пријатни вибрации, но за лицата кои се склони на алергии значат и многу маки. Лекарите вообичаено во текот на март секогаш бележат зголемен број на пациенти со алергиски проблеми. Доктор Насир Муслиу, специјалист по уво грло и нос во Гостиварската болница, вели дека најчесто се работи за алергиски ринит, кој е резултат на реакција на организмот на полен. Алергискиот ринит, значи алергиите на носот се манифестираат со јако често кивање, со многу изразен затлат нос, чешење на носот, течење на носот, чешење на очите и кај истите може да се јави намален осет на мирис. Значи сите овие симптоми се јавуваат во тек на овој период кога почнува нарочито пролет, пошто и овие алергии кои ги опфаќаат
дишните патишта, научито носот, се јавуваат поради тоа што во овој период имаме трева или дрва, кај кои има цветиња и во тие цветиња има една субстанца која се вика полен, тие се протеини од кои многу број на луѓе се алергични. Лекарите советуваат граѓаните со алергиски симптоми навреме да побараат медицинска помош за да се спречат компликации. Во третманот се даваат антихистаминици, капки за нос, физиолошки раствор за прочистување, а за потешките случаи и спреј со кортикостероиди. Како сите други болести кои трајат подолго, пошто алергите кога се јавили трајат подолго, тогаш може да во организмот да прават и други компликации, као, например, воспаление на ушите, воспаление на синусите, исто така, како што рекав дека алергите се јават и во горните дишни патишта, ако овие на време не се лекуваат, не се земат соодветни мери, може истите проблеми да идат подоли и да тие луѓе имат и проблеми со плучето. Иако прецизна статистика за бројот на алергични граѓани нема, искуството на лекарите покажува дека секој петти возрастен човек и секое четврто дете страдаат од некаков вид на алергија. Покрај соодветната терапија, лицата треба да избегнуваат контакт со алергенот колку што е можно повеќе. Не треба да излегуваат надвор предпладне, кога концентрацијата на поленот е доста поголема или пак кога има ветровито време. 3 прекршувања на полицискиот час се регистрирани во Гостивар. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетова. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 91 лице, 53 лица од Тетово и 38 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 97 лица од Тетово и 29 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 613 лица од Тетово и 429 лица од Гостивар со овакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Во периодот од 22 часот на 25 март до 5 часот на 26 март на подрачјето на СВР Тетово регистрирани се 3 случаи во Гостивар на непочитување, односно кршење на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните. Вчера вечер околу 21 часот и 15 минути на улица Беличица во Гостивар, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 23, 22 и 21 годишник, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе следуваат соодветни поднесоци. Ноќеска 20 на минути по полноќ, 32 годишник од Гостивар во СВР Тетово пријавил дека во неговиот дом во Гостивар бил физички нападнат од 39 годишник и неговата 48 годишна сестра, а поради семејни недоразбирања. Двајцата пријавени околу 23 часот и 50 минути на улица Илинденска во Гостивар се лишени од слобода и по расчистување и документирање на случајот ќе им бидат изготвени поднесоци. Вчера пак во 22 часот и 55 минути 14 годишник од Тетовска Брвеница во СВР Тетово пријавил дека во близина на семејната куќа бил каснат од куче, сопственост на друг соселанец. Се расчистува случајот. Истакнатиот автор, тетовецот Јован Дамјановски, наскоро со публиката ќе сподели свое ново дело. За новата книга, но и за неговото творештво, предизвиците на современото живење и животите на обичните луѓе. Тој говореше во новото издание на емисијата Артем, чија премиера ќе се прикажува во недела во 21 часот. Во продолжение дел од разговорот, кој се однесува на новата книга на Дамјановски. Мојот 17 роман кој што е во печат, значи го направив, после пред ова пандемиска ситуација, состојба тешка, драматична состојба на нашиот живот, еве веќе влегувам на крајот од втората година, го направив, го напишав, овој роман кој што се однесува на старост. Пишувам за двајца старци од корнатици од македонската почва, печалбари во Женева, кои што се обидуваат да живеат во нови услови на живот, но
со срцето се во Македонија, со срцето се во родниот крај, со срцето се во своите села, од каде што потекнуваат од Шарбанина, од погледот на големата и прекрасна долина, Полошка. Тие се тука. Значи, меѓу тоа што треба да се препознаваме, во кое што треба да се препознаваме, и тоа што го живееме како луѓе. Тие се отпорнатици, но покажуваат колку ни е растргнато нашето национално македонско народно ткиво низ светот. Насекаде не има. Затоа веројатно и се одлучивте за таква тема, затоа што тоа дел од нашата реалност. Ја постојано пишувам за песелбарството како феномен од нашиот живот. Но порано песелбарството имало некоја смисла како песелбарско стопанство. Луѓето оделе за да заработаат за живот и се враќале. Значи оделе за да се вратат. Во современи услови одат за да не се вратат. И тука е наш феноменот на кој треба да објасниме. Што е тоа што не прави такви какви сме таму кај што живееме? Но тука е прашањето не само за разумот, за сонот, туку и за срцето. Сонот и живее и во срцето, како што живее во душата на секој човек. Но сонот исто така е прашање. Дали е добро спиење без сон, како што често ни се случува, или е добро спиење со сон, со сонување. А ние имаме сон да ни прави добра вечерта, да ни оплеменува душата, но да не прави такви какви што сме. Агенцијата за млади и спорт започна со процесот за утврдување законско решение за поранешните и сегашните спортисти да добијат право на пензиски стаж, пензиско осигурување и пензија. Ова на пресконференција го најави директорот Наумче Мојсовски. За спортистите и спортските работници кои се занимаваат и се занимавале со професионален спорт, екипен или индивидуален, од независноста па се до ден денес, немаат конкретно системско решение со кое што се регулира законскиот статус за нивниот професионален ангажман во делот што се однесува на здравствено, социјално, пензиско и инвалидско осигурување. Тоа значи дека вложениот труд, потрошеното време и учинокот на секој спортист по заминувањето во спортската пензија па до исполнување на старосната возраст за исполнување на правото на пензија до денес не добиле вредност како што секој друг работник кој работи во различни дејности. Времето кое што спортистите го поминувале професионално ангажирани во спортски клуб да им биде додадено, поточно тоа време, тие години да им бидат впишани во пензискиот стаж во момент кога ќе се исполни законските критериуми и старосната граница за заминување во пензија. Следен сегмент е подршка на регулирање, односно субвенционирање на придонесите на сегашните спортисти и спортистки. Процес кој ќе се отпочне во вториот квартал од годината и ќе тече паралелно со овој спортски процес. Почина Небојша Трпковски, директор на Државно средно училиште, регионален центар за стручно образование и обука Моша Пијаде Тетово. Со огромно жалење ја објавуваме веста за прераната смрт на нашиот ценет и почитуван директор. Изгубивме голем човек, нека почива во мир, објавија од училиштето. Како директор Небојша Трпковски го спроведе процесот на преминување на училиштето во регионален центар. Денес се збогуваме од нашиот драг колега Небојша. Неуморно работеше во ребрендирање на училиштето и негово претворање во регионален центар. Неговите дела ќе живеат за секогаш. Почивај во мир, директоре. Напиша на социјалната мрежа Facebook Ахмет Ќазими, раководител на секторот за образование и јавни дејности при општина Тетово. Трпковски имаше 42 години и беше татко на 2 деца.
Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!